Време за од оваа едиција, нова за 2025 од кујната на Dave's Kitchen. Ако не гледате, нова четврта епизода му доаѓа вака, ние како што велиме токму со овие ролнички пити. Овој пат имаме плетенки од лиснато тесто, ајвар и песто. Одлична е комбинацијата. Да. Пестото го имате во било кој маркети, макар што мора да признам дека пестото мојата сестра го прави домашно и мора да признам највкусно. Да. Со тоа што мора да се изеде за некој побрз период со оглед на тоа дека нели се Без адитиви, без да, адитиви. така. Сепак нели тука имаме некои други компоненти кои што го одржуваат, меѓутоа песто и ајвар мислам дека е прв пат комбинација да имам вака да ја дегустирам и да ја пробам. Со 250 грама лиснато Тесто кое што веќе ни е расукано. Сега начинот на подготовка е многу интересен, бидејќи едната не го сечеме сега лиснатото тесто, туку едната половина ќе ја премачкаме со ајвар, а другава половина ќе ја премачкаме со песто. Потоа го диплиме тестото. Така. И сечеме догнавести ленти. Тие ленти ги виткаме во плетенки, ги мачкаме со изматено јајце и наросуваме сусем. Се пече исто на 200 степени и околу 15-20 минути ќе биде готово. Не ставаме премногу фил, бидејќи ќе почне да ни се растекува од сите страни. Така. Значи доволни се 2 лажички за оваа доза, кои што нели убаво ќе ги премачкаме. Така ќе го распореди лисното тесто. Односно низ половина од лиснатото тесто. Инаку делот кој што е зајвар, нели, обезбеден, тој дел треба убаво да се премачка. да се премачка, да. Може сигурно стат, може би и малиџано, Може и малиџано, да. Меѓутоа ајварот сега си го користиме како одличен деликатес. Од другата страна повторно се става 2 лажички максимум од тестото. Бидејќи е јако само по Бидејќи себе. е јако и нормално да не ни се прелева при печењето. Да. Па и да не доминира премногу вкусот, нели да има така некој добар баланс во денешниот рецепт и оброкот на денот. Така што еве уште еден брз, ефикасен рецепт. Ви се најавуваат гости, вие велите што да правиме сега. Еве ви. Буквално за 10 до 15 минути минути може да се направи додека е ворена, нешто друго правиме, нели? Така е. И имаме брзо месо. Прекрасно. Сега го привиткуваме. Сега го привиткуваме на половина. Одлично. А потоа со помош на нож ќе ги пресечеме Значи потенки ќе ги правиме, така? лентите, да. Со оглед на тоа дека ќе нарасне самото лиснато. Така. Прекрасно. Да, мора да признам дека последниве години во експанзија е пестото, го користиме порано. Не само пестото, туку и сите овие други сосови, да речеме. сите и други сосови, меѓутоа и сите вакви помошни состојки кои што може да ни заштедат многу време во кујна, како на пример лиснатото тесто последниве 5-6 години е навистина побарувано од страна на потрошувачите во маркетиве. Така да мислам дека не само што ни заштедува време, туку и стварно можеме да направиме многу интересни домашни рецепти кои што изгледа како часови да сме минале во кујна. Да. Сега, значи мачкањето со јајца може да биде и во тавата откако ќе ги формираме плетенките, меѓутоа за да ни биде полесно, ќе ги премачкаме додека ни се вака исправени. Така. Значи изматено едно цело јајце, може и жолчка со малце млеко, меѓутоа доволно е и едно помало јајце да биде целосно изматено со помош на вилушка. И секоја лента да се премачка убаво со четка. И овде секако од вкусот на гледачите може да си го стават сусемото дозгора. Така, меѓутоа првим ќе ги формираме ние плетенките. Се превиткуваат вака неколку пати. Прекрасно. И потоа ги ставаме во тавче обложено со хартија за Со печење. хартија за печење. Ова е брз, како што кажаме, процес за Виткањето може да биде колку сакаме повеќе, меѓутоа не претераме за да не го задржат оној интересен облик на плетенка. Дали ким сериозно може да даде убаво? Да. Ким, морска сол, крупна сол. Морска сол, така да. Тоа баш во покрупна да си крцка. Исто така и свежо измелен бибер може покрупно нели да допринесе поубав вкус. Или ако сакате малку лутко, може и буковка дозгора. Може. Секако да чините барем имаме спектар од истите. Не сме живи ние македонците ако не домакиниме некој рецепт. Да, иако мора да признам дека лутото си отвара многу поголема пати. А бога ми за овие работи нема да има крај. Ова е повторно уште една убава верзија за да кога ќе ви најават можеби една филмска вечер да имате баш така да имате добра закуска, одлично е.
Исто така, нели се печат овие плетенки од како ќе се формираат на загријана рена 200-220 степени, зависно колку побрзо сакаме да не бидат, меѓутоа над 200 до 220 може да се игра со температурата, околу 15 на минути кога ќе бидат убаво разлистани и ќе добијат убава златно кафена боја. И веќе ни остана уште едно последно и тоа го привиткуваме. Можеме да ставиме малку сусам и веќе ни се спремни за печење. Прекрасно. Јас користам денеска интегрален сусам. Дополнително дава појак интензитет на сусамот. Значи, ни масло не му ставаме Ништо. Само да лиснато тесто си е само по себе. со доволно маснотија, така да мислам дека е доволно. Ова е подготвено да оди за печење. Така е. На степени 200, рековме 15 на минути до 20 максимум ќе ги регулирате, ги ставаме овие плетенки, ќе ги нагледуваме. Овие плетенки, ова се одличните деликатеси кои што јас со трпение сакам да ги пробам и во мојата кујна. Рековме, половина со тесто, половина со ајвар, одат на печење. На печење. Така, подготвени и потоа ги сервираме. Искрено, сите ќе имаме фаворити нешто, меѓутоа мора да признам дека штом станува збор за песто и јавер, ова е комбинацијата и двете одделно некако мора да признам дека си ги сакам во домашната кујна, ама за сите оние кои што во моментот не гледат, готови ни се овие стапчиња лиснати. Веќе мора и да ги извадиме од рирна. Така убаво мириса. Ако претходно сте направиле некој сос, одлично ќе бидат баш како за дегустација си ги брцка што се вели. Мириса и на песто и на ајвар. Тоа сакам да кажам, значи одлична е комбинацијата. Сега ги сервираме и се подготвени за вашите пријатели, за вас, за дегустација и да дополни вашата колоритна трпеза токму ова лиснато. Супер. Беше прекрасно искуство како и секој пат. Оваа гуна дефинитивно ќе имаме многу убави печатоци од новитетите од Давор Панчевски, ама како и секој пат и ова издание на Програмот ќе ти заблагодарам тоа што ме прими во твој дом. Благодарам и на вас за поканата и нормално се гледаме наскоро со нови идеи. Те чекам и во студио, овој пат кажуваме повторно здравје, како што кажавме, лиснато или плетенки со песто и ајвар. Уживате.